На кој јазик ја водите првата собраниска седница? На јазик кој што ми овозможуваат законите во Република Македонија. Тоа е? Албанскиот и македонскиот. Можете да председавате со седница на албански јазик? Според законите можам. Според измената на кој закон? 2011 година. Според измената на законот за употребата на јазиците во 2011 се вели да се обраќа на седница, а не да председава. Избран или именуван функционер. Председател ти се обраќа и води, е председател и кога се обраќа и кога води во тој контекст. Не е тоа малку добро, сега, растегливо толкување на законот за употреба на јазиците? Не е забрането растегливост. Ако во 2008 конкретно стои дека пратеник кој што нели припаѓа на заедницата која што зборува на 20 2017 сме и компарација со 2008 председава со работно тело. Не соодветна за комисијата председава, спишува точно председава. Не соодветна компарацијата затоа што 2017 сме не 2008 и многу нешта се променети во позитивно во однос. Не, мене ми е само прашањето дали треба законска измена за да можете да председавате на албански затоа јазик. викам Вели се обраќа, не вели председава. Со устав не треба, со закон можеби треба и тоа е средината. Значи треба да има законски измени. Па добро во секој случај ќе покаже времето дека треба или не треба законска измена во контекст на тоа така и ќе се однесува. Дел од експертите и дел од вашата партија вело дека треба законски измени. Па добро да експертите имаат можност да собираат 10.000 гласа, потписи и да настапат со тоа што го сметаат. А надлежностите на пратениците на владата и на другите институции се надлежности доколку сметат дека тоа треба да го искажат. Предвидено ли е во законот за употребата најновите измени што се договорени во парламентарното мнозинство оваа измена да може председателот на собрание да председава со седницата на албански? Затоа ви викам дали ќе се однесуваме спрема уставот или спрема законот. Уставниот амандман овозможува. Добро, тој различно го читаат уште се уште за Па добро. Затоа имаше закон 2008, па имаше закон 2011. Сите ми нешто сме читале различно и затоа дојдовме. Не пишува дека може да председавате со седницата на албански јазик. Затоа сите сме читале различно нешто и сме дошли до ситуација во која дојдовме. И сфативме дека не треба. Па зошто се уште да се подгреваат тие? Не се подгреваат тензии. Сега не се подгреваат тие тензии. Тоа ќе оставиме на времето кое ќе покаже. Не може времето да покаже. Закон е закон. Или го има председава, или го нема во закон председава. Затоа ви викам закон и устав. Ако го нема, треба да се донесат. До тогаш треба да председавате на македонски. Собранието работи и функционира врз база на устав и закон. Ако бил доволен уставот, немаше да има закон за употреба на јазикот во 2008 и измени во 2011. Ако гледате законот за собранието, би требало да е противуставен затоа што не велам јас дека е противуставен закон. Полека сега. Само дека не пишува во законите. Законот за собранието е противуставен според таа логика затоа што во уставот е стриктно кажано дека собранието функционира според устав и деловник. Затоа викам не мислите дека тоа ќе биде протолкувано како нова провокација во целава оваа земја на составот? Не. И сето она што си наслушавме во изминативе 60 дена парафразирам, албанизација, кантонизација, федерализација. Дека состојбата е толку тензична и сензитивна. Ја разбирам поентата која ви, ама не е така и нема да биде така. Тоа е. Можете да гарантирате? Ја не земам обврска да гарантирам за постапки нечи таму индивидуални или политички. Јас ви кажувам за процедурите, за постапките, оно што е собранието. За процедурите во законот за албански јазик не пишува председавање, пишува обраќање. Уставот на избран и именуван функционер. Уставот различно се чита петиот амандман. Па немојте сега. Сите различно го читаат. Па како законот го читаме? Ама не, ако бил доволно уставот, немало да има потреба од тоа закони. Мислам дека бев јасен по односно тој став и нема причина никој да биде загрижен. Тука правиме пауза за реклами, па се враќаме со дебатата.